Нашиот прв соговорник е мојот колега Ненад Јовановиќ, кој што живее, работи и ужива во Кавадарци, што често знае да го напише и да го прочитаме во неговите колумни, анализи, текстови. Ненад, добро утро. Добро утро, Сашо, благодарам на поканата. Има ли сонце во Кавадарци утринава или врне дожд? Па нема, малку е така мрачно, темно е, ама веројатно ќе се подобри. Не знам, очекуваме сите. Секогаш е најмрачно пред зората, така ви кажа, така што ќе се подобри. Ненад, сакав да те замолам за еден мал кус разговор, како што ние го правиме тоа секој утро во утренски брифинг. Прво да те прашам, ги следиш ли овие, да кажем, возбуди и превирања околу така наречениот нон-пейпер, не така наречениот, туку буквално нон-пейпер, за кого сега е најново лидерот на опозицијата тврди дека го создале. Добро, мислам дека може би се шегуваше, ама ние се разбираме буквално сериозно дека го создале Заев и компанија, а не Јанша и компанија. Што се твоите коментари, Ненад? Па го наблюдувам, да, тоа е, како да кажам, една од моите обсесии, кога ги следам и наблюдувам политиките на десницата, левица, на центарот. И сега да кажам дека овој така наречениот нон-пейпер, барем колку што јас имам информации од западните медиуми, направен е во кабинетот на Јанша и предаден е на крајот на февруари или март оваа година во Брисел. Што значи дека Јанша веќе подолго време сака да игра на таа карта која се нарекува голема Србија и голема Албанија, и тој е еден од најгласните заговорници за дораспаѓање, како што таму се наведува, на Југославија, иако Југославија не постои веќе 30 години, и да не заборавиме дека Југославија се распаѓаше во 4 војни од 1918 година до последното падот на Берлинскиот зид 1989 година. Добро, Ненад, само да те прашам, добро, што би бил интересот на Јанша тоа да го прави? Зошто сега одеднаш, зашто му е него во крајна линија, ајде да употребам и еден пежоративен израз, што му него гајле што ќе се случува понатаму на Балканот? Па видете сега, има разни теоретичари, еден од најважните теоретичари според мене е Умберто Еко, кој што велеше дека радикалната десница воопшто не се занимава со конкретни луѓе и со човечки судбини, туку таа се занимава со колективитети и прекројување на граници. Тоа е иманентно на сите националистички влади и политички партии. И оваа работа, колку што може да исчитам до крај, не само што ја поддржува Јанша, туку оваа работа ја поддржува и директно од Будимпешта Виктор Орбан и целата таа десничарска болумента на екстремни десничари, вклучувајќи го и нашиот Христијан Мицкоски, кој што предпоставувам дека разбира, но нема храброст до крај да се искаже или да се изрази во кои проекти влегува со така наречениве поголеми и поопасни играчи од десницата во оваа југоисточна Европа. Паметно ги е што Европската унија, мислам, навистина за сега гледаме еден многу воздржан став, си молчат и така натаму, можеби е тоа и паметен пристап да не се дава значење на целата таа, ајде да кажем, бура во чаша вода, бидејќи се надеваат, мислат или можеби проценуваат дека ќе помине за 2-3 дена колку што можеби заслужува да биде дискутирана. Не, знаеш како, да не заборавиме дека во овој момент во Европа во некоја смисла јакнат овие десничарски партии, да не заборавиме дека некаде во 90-ти години имаше една вишеградска група која беше поврзана со Унгарија, со Чешка, со Словачка, и еве сега влегува и оваа приказка со Јанша, значи тие се обидуваат да создаваат некако фронт кој што иманентно во самата нивна политика е дека се противат на проширување на Европската унија и идејата е да останат во постоечките граници во кои ќе можат да имаат некако апсолутен суверенитет националистички, и знаеме дека ако они почнат да останат во своите граници, тогаш почнува повторно насилство, почнува повторно расизам, значи иманентно на овие држави како Унгарија, Словенија е да
во постоечките државни уредувања владее национализмот како што ние бевме навикнати претходниве 10 години да гледавме. И целата идеја е да нема проширување на Европската унија. Ми се чини дека non-paper, тоа безсмислено име е стрикно направено за да се блокира проширувањето на останатите земји кои што планираат да се интегрираат од Западниот Балкан во Европската унија. Со други зборови може би врши работи на некои кои си молчат, а кои што не се од овие што ги набројавме, бидејќи ентузијазмот во Европската унија за проширување не е бог знае колкав и во важни играчи, а не само во овие маргинални, да кажем, играчи какви што се, не знам, Македонија, Словенија и така натаму, Бугарија и така натаму. Таму сепак има во право сте прва лига. Во право сте, Сашо, исто така големо прашање ќе биде како Германија после Ангела Меркел ќе се одреди кон овај non-paper и во тоа непроширување на Европската унија, но од друга страна мислам дека во моментот американската политика и верувам дека за нив ќе биде неприфатливо, а вклучително ќе биде неприфатливо за Бајден едно ново прекројување на балканските граници, бидејќи не само што верувам, туку сум убеден. А ако беше Трамп, со сигурност тврдам дека возможно би беше во некаква игра да влегуваат повторно некакви територијални прекројувања и некакви националистички фантазии на овој Балкан, бидејќи знаете и сами дека национализмот од 90-тите години до денес на Балканот е секогаш обседнат со некакви територијални прегрупирања, не знам, на голема Албанија, на голема Србија. Тоа го имавме иманентно примерот со Слободан Милошевиќ и така натаму. Кога веќе го спомна Слободан Милошевиќ, немаме уште една минута. Знам дека деновиве одгледуваш една серија која во Македонија нема се уште шанса да се одгледа, а во Србија е вистински хит. Зашто станува збор во 60 секунди, Ненад? Станува збор за последните 48 часа на апсењето на Слободан Милошевиќ и префрлувањето во истражниот затвор, а од тука планираат да го спроведат во Хаг. Внатре се случуваат сите турбулентни премрежја, како една огромна фамилија со голема моќ практично се срозува во тие 48 часа и демократската влада на Џинџич се обидува преку револуционерот од 2000-те години и од 90-тите Чедомир Јовановиќ директно да го апси, да се предаде Слободан Милошевиќ. Само да подсетиме за оние кои што не памтат или биле премлади, Чедо Јовановиќ беше испратен да биде главниот преговарач во така наречената Вила Мир на Дедиње, каде што Милошевиќ ги поминува своите последни денови на слобода, обкружен со своето лично обезбедување, но и со воено и полициско обезбедување, и после 48 часа со што се занимава и серијава, сепак се согласува да замине во притвор. Ненад, бигајќи е 7 часот и 59 минути, јас имам само уште една минута комерцијална до вестите. Ти благодарам за ова утринско брифирање и се надевам дека како и порано ќе најдеме време и начин кога ќе попуштат овие пандемиски услови за гостување во студио. Се радувам на тоа, ви благодарам на поканата.